Се враќаме во студиото, како што најавивме, продолжуваме со дебата за носители на Советна општина Аеродром. Еве вака едно кусо представување за гледачите. Тука во студиото ги имаме Љупчо Марковски, Калц од Знам, Дејан Ристовски од Левица, Данил Илиевски, политичка партија Граѓанска иницијатива Грин, Милутин Ристевски, СДСМ и коалиција и Билјана Јовановска од Десница. Чекаме уште Стевче Груевски од ЛДП, дали ќе дојде не знаеме, кажат дека начално ќе дојде. Во ред ќе видиме дали ќе пристигне или не. Останатите исто така партии упатени се покани, упатена е покана и до носителката на Совет на ВМРО ДПМН и до останатите партии кои од секој од различни причини очигледно нема да присуствува. Одиме со оние кои се тука. Дебатата исто така ќе биде поделена по сегменти, ќе разговараме за најважните прашања кои ги интересираат граѓаните на општина Аеродром. Ќе одиме по ред. Господине Марковски, урбанизам и градење во општина Аеродром исто така една од најурбанизирани општини каде што дебатата за дали треба да се градат згради или не беше една од најжешките дебати во минатото. Што предвидува ставот на вашата партија по ова прашање? Па најпрви да се представам, јас сум Љупчо Марковски и живеам речиси целиот живот во општина Аеродром во насело Талисиче. И точно дека Аеродром е, да кажеме, во моментов според многу граѓани и нашите анкети што ги вршевме, дека е пренаселен и дека точно тој урбанистички план што е донесен, прекумерно градење на згради, дека во овој момент треба да се ревидира, да се разгледаат сите тие дупови, каде што може, значи, ние како Знам, ќе инсистираме на ревизија на сите тие дупови, да се заштедат, така речиси, сите зелени површини и оному каде што не се потребни згради, да не се градат, затоа што ние преку нашите анкети реално никој од граѓаните не ни посочи дека треба во нивна близина или некаде во нивните населени места да се градат згради, туку посочува на доста други проблеми. Да, добро. Ристовски, за вас истото прашање. Јас само сакам да ве потсетам вас, уште еднаш пред дебатата, го знаете, тоа го знаете гледачите, дека имате право и на реплика и на контрареплика, значи на било чие излагање имате право да реплицирате, потоа тој има право на контрареплика. Ристовски, што предвидува ставот на вашата партија за ова прашање? Па вака, не е проблемот само пренаселеноста на населението, туку е неефикасното работење на општинската администрација. Ние исто така предвидуваме ревидирање на сите дупови, укинување на дупови кои се лоши по однос на граѓаните на општина Аеродром, како што е дупот во населба Лисиче, каде што се предвидуваше да се изградат 13 висококатници, меѓутоа по јавниот притисок и по доаѓањето на жителите на Советот на општина Аеродром се изврши укинување на неколку висококатници, остана само една и на таа ќе извршиме ревидирање, бидејќи е поставена на гасоводна мрежа, на гасоводна цевка, каде што не сме да биде таму. Така да секако ќе има ревидирање на дупови. Да, добро. Илиевски? Вака, значи општината Аеродром премногу е населена, но доколку доколку има побарување за други граѓани да се доселат, единствено ширење на општината може да биде кон Горни Долно Лисиче, бидејќи таму има големи површини каде што може да се изградат типски населби, мини еколошки зони, како и паркови со езерца, кои што би можеле да ја користат техничката вода од Вардар со бушотини, со бунари. Така да, овој дел новиот на Аеродром, таму не треба, и мислам дека не смее да се шири веќе, пошто е стварно пренатрупан, сообраќајните многу отежнат и не може веќе граѓаните да делуваат и да се движат. Да, добро. Ристевски? Оно што треба да го знаеме за Аеродром, откако постои како посебна општина од 2005 година, 20 години
4 години бил СДСМ на власт, ВМРО ДПМН било 16 години на власт, во тие 20 години изградени се некаде над 100 стамбени згради висококатници, со во просек околу 10 ката. Од тие 100 некаде околу 8 се изградени во мандатот на СДСМ, сите останати се изградени во мандатот на ВМРО ДПМН. Значи тоа е едно силување на урбаното јадро на општината со висококатници, особено во делот на Стар аеродром каде што јас живеам. Тоа се да кажам едни субстандардни, нехумани услови за живот, каде што има преку 50 висококатници, ако земеме на потегот од Блаже Коневски училиштето па се до воениот базен, баш вчера ги броев некаде околу 55-6 висококатници се во прашање, што го прави животот на луѓето во таа населба невозможен. Она што СДСМ го предвидува во својата програма, тоа е да се шири општината во делот на надвор од урбаното јадро. Тоа би се рекло, значи би било некаде на почетокот на Горно Лисиче, односно потегот после Ново Лисиче и така натаму. И тоа би биле ниски згради од по 2 до 3 ката, имат слични такви мали мини зградички Карши Джевахир, и тоа е една така многу убава фина типска наслова, така да визијата на СДСМ на кандидатот за градоначалник, па и се надевам и на мнозинство во Советот, е дека аеродром треба да се продолжи да се развива во тој дел. Да, добро, Јовановска? Добар ден и од мене. Сакала да кажам дека јас сиот мој живот живеам во аеродром. Јас сум од Горно Лисиче. Детството го помина во Лисиче и растев заедно како што растеше и аеродром. Се сеќавам на деловите од аеродром кои што би рекла беа ниви, дупки и ред други работи. Точно е во изминатиот период многу се изгради аеродром, се изгради на оние места каде што имаше зелена површина и беше користена за други намени. Знаеме каде што е воената академија, таму се изградија многу згради. Во стариот дел на аеродром Мичурин, една прекрасна населба, меѓутоа и таму имаше некои субстандардни услови за живот, тоа беа некои стари бараки, предпоставувам. Идејата беше и да им се овозможи подобар живот на нашите сограѓани, меѓутоа дека настана еден урбан хаос, условно кажано, точно е настана и сметам дека тоа треба да запре тука, бидејќи на граѓаните им треба простор за да живеат, за да дишат и за да функционираат. Урбаниот хаос, односно многобројните згради доведоа до хаос во сообраќајот. Значи настанаа страшни гужви по улиците и булеварите. Патуваме многу долго од населените места, од населбите до центарот на градот, односно до железничка. Има тесни грла. Она што во моментов му треба на аеродром е да се градат училишта, да се градат градинки, да се градат спортски центри, културни центри, бидејќи само така ние можеме да ја заштитиме нашата младина, нашите идни поколенија. Бидејќи ќе останеме без здрава младина, односно нашите деца нема што да прават веќе во општина Аеродром, односно освен зградите околу и наоколу немаат други содржини. Она што исто така нехумано би кажала е децата да одат попладне во училиште. Значи 7 годишно дете, 8 годишно дете иде втора смена во училиште и веќе на околу 17 часот реално заспива. Ние треба да изградиме во општина Аеродром училишта и да размислиме нашите деца, како секаде во сите современи држави и напредни држави, да одат во училиште само прва смена. Исто така, гимназијата, која што треба да се изгради наместо згради и висококатници, односно средните училишта, баре едно е неопходно во следните 4 години да биде изградено средно училиште за нашите тинејџери, би рекла, кои што во наредниот период ќе упишуваат средно училиште. Да, вие начнавте и други теми за кои се разбира ќе зборуваме. Јас сакам уште едно прашање поврзано со ова. Зборува некој од вас за тоа, еве Ристовски спомна, во поглед на ревизија на постоечките дупови. Бидејќи сега ние зборуваме за ваша визија каде аеродром треба да се развива, но ние веќе имаме дупови кои се постоечки, кои предвидуваат изградба на уште згради помеѓу постојните кои сега постојат. И
Знаеме дека во минатото имаше протести за одредени дупови, за одредени згради кои се градеа, кои беа предвидени па се изградија. И сега ќе се доведеме во слична ситуација каде што сега ние зборуваме за тоа како да се развива аеродром, а не зборуваме за тоа дека ќе се градат уште згради. Марковски, тоа прашање, ревизија на постоечките дупови. Па, како што реков, Мислам, дали се залагате или не е прашањето? Да, се залагаме и со вклучување на нашите сограѓани во сите активности и на општината, значи транспарентно и повеќе да се слушне нивниот глас, затоа што сега како што гледате сите партии сме растрчани и го бараме нивниот глас, така да и тогаш, значи треба да застанеме и она што они го бараат, значи ревизија сигурно на сите тие дупови, она како што спомна колегата до мене, дека во Лисиче беше спречен, јас сум во населбата Лисиче, на некои од тие протести јас учествував, така да граѓаните бидат навремено, тоа е и идејата на знам, навремено информирани, не преку ноќ да се појавуваат багери некаде каде што одеднашка никој не знае, него да бидат навремено информирани за да можат да реагираат, а тука сме ние, значи гласот и за тоа влегуваме ова приказна, значи да го пренесеме и во обратна насока гласот на тие што се највеќе засегнати од тие згради и од нови градежни потфати. Да, добро. Ристовски? Мора да има ревизија на сите дупови. И во нашата програма стои дека нема да се даде ниту една дозвола градежна, додека не се ревидираат сите дупови 2006 па навака. Имаме очигледен пример на урбанистичко дивење помеѓу Ново Лисиче и Реонски центар кои се населби слични по површина, меѓутоа концептот на изградба на зградите е сосема различен. Ново Лисиче урбанистичко со парк во средина, со детска градинка, со училиште, додека Реонски центар е се набиени згради, така да ќе мора сите дупови да се ревидираат, ќе има забрана за изградба на нови згради и дуповите нема да се прават по нарачка на урбанистичката мафија. Туку дуповите ќе изработува самата општина со сите запазени параметри што треба да влезат во неа. Да. Добро. Илиевски? Секако, ние сме за таа опција да се ревидираат дуповите, но пред се во консултација со граѓаните, пошто да видиме на кој што му одговара, да не биде, како што рече колегата, преку ноќ да се прави. Првично во новиот дел на аеродром, пошто порано кој што се нарекуваше стар аеродром, кај што беа бараките тие, таму веќе не има простор да се гради. Таму треба само да се додадат некои мали мини паркови помеѓу зградите, пошто све е тоа бетон. И единствено, како што напоменав претходно, во консултација со граѓаните, општината со типски згради, мали населби да се шири према Горно и Долно Лисиче. Да, добро. Ристовски? Ревизија на дуповите секако, но не на штета на граѓаните. Оние дупови кои што бараат неопходна ревизија, како што е дупот во населба Лисиче, каде што беа првично предвидени 9, остана една висококатница, поминува врз ФИ-400 гасоводна цевка, маркицата, таму е секако неопходна ревизија и таа висококатница таму не смее да се случи. Меѓутоа има простор за ревидирање на останатите дупови, секако дури и да нема ревизија, потребно се измени во неколку дупови каде што ќе се предвидат доволен број на градинки, училишта, кои што за жал не биле градени кога биле градени сите овие стотина згради кои што ги спомнав во претходното прашање. Така да постои простор за ревизија, секако тоа не значи дека оние згради кои што се почнати веќе со изградба кои што има добиено дозвола дека ќе се прекинат, не постои законски основ за тоа, меѓутоа тоа се малку згради, може да се пар згради во стар аеродром, тие за жал ќе се изградат и тука штетата е трајно направена. Тука тоа што може да се направи е со измена на ДУП да се овозможи за тие луѓе таму похумано живење во смисла на улици кои што ќе има, да речеме, велосипедски патеки, поголеми пишачки површини, зеленило кое што ќе биде не вака суво како ова, туку ќе биде редовно одржувано со повеќе првја и школувани садници, повеќе годишни и така натаму, така да
тука има простор за измени на дуповите во таа насока. Повеќе градинки, повеќе училишта, повеќе зеленило. Да, добро. Јовановска? Да, ние во програмата имаме и се заложуваме дека треба да има ревизија на деталните урбанистички планови во цела општина Аеродром, вклучително и во Долно Лисиче. Значи не само онаму каде што се изградени згради, граѓаните од Долно Лисиче не се задоволни и веќе реагираат на деталниот урбанистички план кој што ги таргетира нив. Значи они сакаат да се изјаснат, да кажат во општината што сакаат, како сакаат, се разбира во интерес на нивно подобро живење, бидејќи тие таму живеат и ние кога општината, службите, градоначалникот, советниците носат одлуки, треба прво да ги слушнат граѓаните. Неопходни се во иднина не само ревизија и стопирање на деталните урбанистички планови за да се направи ревизија. Потребно е да се одржат јавни дебати, трибини со граѓаните од секоја населба, односно онаму каде што треба да се постапува или да се носат урбанистичките планови. Мора во иднина да се има во предвид дека треба да има парк, треба да има зеленило, треба да има паркинг, треба да има простор кој што е неопходен за нормално функционирање на граѓаните кои што ќе живеат во тој, би рекла, објект. Дали е зграда од 2 ката, 3, 5, дали ќе биде, не знам, еве колегите нафрлаат во просторот меѓу Долно и Горно Лисиче, дали ќе биде на друго место. Секогаш треба да се држиме за оние правила и прописи дека на граѓаните треба да им се остават хумани услови за живење. Значи зграда, меѓутоа околу зградата инвеститорот или кој да е мора да има обврска која што ќе ја испочитува. Тоа е да обезбеди паркинг места, да обезбеди слободен простор за игралиште за децата, мали паркови, тревници и слично. И сето тоа треба и да се одржува, да го има како обврска, да постави и систем за наводнување и одржување на тоа зеленило. Да. Исто само би сакала да надополнам дека е многу важно граѓаните што живеат во куќите, во руралниот дел, имаат уште еден страшно голем проблем. Од 2011 година не можат да ги легализираат своите куќи во кои што живеат од 70-тите години наваму и покрај тоа што имаме закон, а исто така не можат да ги легализираат, трансформираат, откупат земјиштата на кои што ги имаат своите куќи, своите домови, а ги имаат купено од стар собственик. Тоа е една болна тема за која што јас како советник кога ќе го добиам мандатот, ветувам дека истите ќе бидат решени во законскиот рок согласно управните поставки. Во рок од 30 дена, односно максимум 60 дена за комплицираните. Да, ете ова што го кажавте, верувам дека не е доволно познато за јавноста, дека постои како проблем, веројатно жителите ги тангира, но јавноста не е доволно запознаена. Марковски имавте реплика, да. Да, мислам дека е најважно дека тука слушнавме дека општина Аеродром да се шири кон Горно Лисиче. Пред се треба тие граѓани да се изјаснат дали тоа го сакаат и дали има потреба од тоа. Да, јавни трибини, зашто кај нас правиме ние прво проблем, па потоа бараме решение. Неодамна, значи знаеме, изградивме и мост кој влегува во двор, прво го изградивме, па сега бараме решение, така да и овде да се обезбедат сите потребни критериуми да се исполнат, значи како што рековме, градинки, школи, паркинзи, затоа што после сега како што и наредните точки на темата е да бараме недостаток на паркинзи, на градинки, ние прво градиме, па после се чудиме што ќе правиме понатаму. Да, Рисовски. Во однос на дупот за Долно Лисиче, што спомна колечката, таму имаше петиција од 150 жители за неносење на дупот, односно дупот да не се носи додека регионалниот пат што поминува низ Долно Лисиче не се пренамени во локален. Таму жителите од Долно Лисиче имаат реален проблем, секојдневно им се случуваат земјотреси на секој поминување на камион. Тој пат е регионален, имаше петиција да се пренамени во локален, локалната власт нажалост не е тука представничката, не го дозволи тоа. Требаше да се побера дозвола од Министерство за транспорт. Претходно се вадеа на претходната власт како централна од СДСМ, откако дојде
ВМРО на власт не ни помислија да го направат тоа и остана патот како што е. Таму тој дуп е катастрофален и треба што побрзо да се ревидира. Да, добро, Ристевски. Ги начнавме легализациите на дивоградбите како тема. Она што сакав да се надоврзам на ова прашање е дека пред 4 години имавме ветување од Тимчо Муцунски, каде што тој вети дека во рок од една година, најдоцна до 2022 година, ќе ги легализира, ќе ги заврши сите предмети за легализација. Она што сакам да го нагласам и што е честно да им се соопшти на граѓаните, дека рок од една година да се завршат сите предмети за легализација е нереален рок. И секој што ветува, што дава такви брзи и едноставни решенија, мораме да нагласиме дека не ја зборува вистината. Значи, легализациите, добар дел од нив се сложени предмети. Да, има, се согласувам, предмети кои што се чуваат во фиока заради корупција и други причини, и тие можат да се решат брзо и можат да се решат во рокот од 30 до 60 дена, колку што предвидува законот. Меѓутоа, има предмети кои што едноставно нивното решавање ќе значи уривање на некои градби. Да, Ивановски. Значи, не се согласувам дека не може да се заврши, бидејќи јас сум водела управни постапки, сум координирала и затоа реков одговорно тврдам дека ако десница добие советнички мандати, советот ќе биде сервис на граѓаните. Службите ќе се реорганизираат, да не ја префрламе вината само на градоначалникот. Ние како советници имаме мандат и треба да бидеме сервис на граѓаните, да бидеме комуникацијата помеѓу службите и помеѓу граѓаните и треба предметите да се решат. Ако треба предметот да се реши негативно или странката да се упати, да направи измени, дополнување, корекции, тоа ќе го направиме со странката, ќе се објасни, ќе се каже. Не може предметот да стои од 2011 таму. Значи, решавање на предмет се мисли носење на решение. И странките треба да бидат известени што е со нивните предмети. Предметите некои ги нема, не можат да се најдат, некои стојат, ќе се дополнат, па повторно се во мирување со месеци. Затоа јас ја земам и овдека ветувам јавно, ја земам обврската дека ако имам мандат на советник во општина Аеродром, дека предметите ќе бидат решени и ќе биде донесено решение за сите барања. Затоа што тоа е нивно законско и уставно право. Да, добро. Ристовски, па вие. Да, Ристовски. Околу легализациите, и јас се согласувам дека тие може да се решат во многу брз период. Намерно не се решаваат за да се држат жителите како гласачко тело, за да не им ги решаваат за да ги условуваат да гласат на следните избори за одредена политичка партија. Тоа е целта на нерешавањето на легализациите. Да, добро. Ристевски. Кога зборуваме за легализациите, треба да знаеме дека не се тоа само куќите Тодор Чангов, Ѓорѓи Капчев, Горно Лисиче и така натаму. Имаше 3 години водевме битка во Советот за нелегален објект кој што се наоѓа во Мичурин, каде што беше напуштен тој објект, беше место каде што се собираат бездомници, каде што живеат во субстандардни услови, често го палат, го пожаруваат објектот и беше, да кажам, терор за околното население во тие згради кои што живеат најблиску до тој објект. Така да не секоја легализација треба да биде со позитивно решение. Тој објект за среќа се реши на начин што беше одбиена таа легализација, бидејќи немаше услови законски и тој објект е срушен. И сега тие жители се раат таму. Така да тоа, знаете, е меч со две острици. Секоја легализација реално и не треба да биде легализирана. А во делот на Тодор Чангов, Ѓорѓи Капчев, повеќето можат да се легализираат. Да, добро. Преминуваме на следна тема, сообраќај инфраструктура. Општина Аеродром, како и сите други општини, го има овој проблем, но има одредени точки кои се потешки. Имавме и за ова прашање дел од жителите и протестираа на одредени моменти. Еве сега слушаме дека кандидатите за градоначалници од одредени партии ветуваат дека ќе направат нови кружни текови. Еден од нив е кај училиштето Блаже Конески, но имаме и други точки малку понатаму кај СВР Скопје, новата раскрсница која е навистина
лошо изведена, сите кои живеат таму го знаат тоа, жителите протестираа и за тоа да се направи некакво сообраќајно решение, но за таму гледаме дека не се предвидува ништо. Се разбира, ова се дел од точките, имаме уште многу други. Марковски, што вели вашата партија за сообраќајот и инфраструктурата? Па нашата партија на истото размислување, она што го реков пред малку, дека непланираното градење, населување, потоа следуваат нови проблеми и ние од после ги решаваме. Така да, кај сите што живееме, јас 58 години живеам во општина Аеродром, значи сме сведоци на тоа на какви се потешкоти од година на година наидуваме. Значи, навистина, проблем околу паркингот, проблем да се стигне на било која одредена дестинација во градот, значи многу време одземање и така да ние сме на став дека во тој дел, значи најпрви околу тие што се предвидени обиколници, ние немаме кандидат за градоначалник, значи ќе поддржиме секој оној кој ќе изготви, кој ќе предложи план за решавање на овие кружни текови. Исто така, голем проблем е не само во, да кажеме, централниот дел на аеродром околу Три бисера, околу паркинг местата, туку и во населбата Лисиче, исто има голем проблем околу трговскиот центар да се најде слободен паркинг. Исто така, сообраќај ќе понудиме решение со едносмерни улици во соработка и со граѓаните, и со експерти кои тоа ќе го предложат, така да нашиот сигурно дека едно од решенијата е, значи конкретно во соработка со тие анкети што ги правевме со граѓаните, дека тој хаос мора да се реши. Да, добро. Ристовски. Вака, ние имаме во програмата кружен тек кај блок кафе, кај авиатор, како што спомнавте, и кружен тек на раскрсницата, кај што се случи неколку сообраќајни незгоди на булеварот Васко Карангелевски. Тие се две најкритични точки во урбаниот дел на аеродром. Предвидуваме и сообраќајно поврзување на улицата Блаже Орландич со 16-11 во тоа е помеѓу Реовски центар и населба Лисиче, каде што двете улици завршуваат слепо и сите коли поминуваат преку тротоари за да се вклучат на булевар Србија. Тоа ќе го решиме со раскрсница. Реконструкција на патот помеѓу Горно и Долно Лисиче, заедно со велосипедски пешачки патеки, негово осветлување и барање од Министерство за транспорт и врски регионалниот пат во Долно Лисиче да се пренамени во локален пат за да имаме ингеренција да раководиме со него, да се постават табли за ограничување на тежина на товарни возила, како би можеле жителите од Долно Лисиче да го подобрат квалитетот на живот таму кај што се наоѓаат. Да, Илиевски. На оваа тема, сега, ние, пошто сме како кандидатска советничка листа, немаме градоначалник, значи, ќе го поддржиме воведувањето на кружни токови, бидејќи мора да се реши тој проблем. Како и ќе инициираме да се стават адаптивни семафори на сите главни крстосници, кои што ќе бидат регулирани со сензори, за да може да се определи времетраењето на зеленото светло зависно од волумот на сообраќај. Така и исто така може да се постават и дигитални информативни табли на најголемите на влез и на излез од аеродром, да се информираат граѓаните каде е најголемата гужва за да можат да земат додатни рути. Исто така сега најпроблематичен дел е таму кај блок кафе, што мора да има кружен тек поради застојот и од автошколи и од голема гужва. Тука нема можност за некоја едносмерна улица да се направи према железничка, од другата страна не би можело од кај да се иде. Али мислам дека со кружен тек, со адаптивни семафори барем ќе се потсреди малце гужвата и исто така би поддржале каршеринг концепт, значи споделување на автомобили за да не биде иде како што идат сега еден човек, еден автомобил, него да се воведе и тој систем кој што би бил
кој што би бил во дел и субвенциониран од општината и јавно и тие кар шеринг концепти би биле спонзорирани од општината и ќе се информираат граѓаните кои се тие и како се. Да, добро. Ристевски. Се полажам дека 2 минути ќе бидат малку за одговор на ова прашање, но ќе се обидам. Сообраќајниот хаос пред се за да се реши бара интензивна соработка меѓу општина Аеродром, град Скопје и Министерство за внатрешни работи, повеќе институции се во прашање. И она што е неопходно за Аеродром е да се отвори кон соседните општини. Аеродром сега за жал отворен е во делот кај Железничка и на булевар Србија, каде што се спојува со Газибаба и со кисела вода. Мостот кој што во мандатот на СДСМ е изграден во продолжение на булевар Асном до Керамидница, се уште не е пуштен и не е пуштен за жал заради рачињата во медот и капгата меѓу ВМРО ДПМН и нивната кандидатка за градоначалничка тогашна за Скопје. Тој мост можеше и верувам дека се уште може, убеден сум дека се уште може да реши добар дел од проблемите на тој начин што ќе не отвори кон Газибаба и кон центар преку булеварското решение кое што ќе се изгради на таа страна, на страната на Газибаба. Од друга страна може да се пробие кај фабриката Раде Кончар и да се поврзаме со кисела вода, тоа се скапи решенија, но се изводливи. Морам да нагласам дека тука се дадени многу нереални и нереализирани ветувања од ВМРО ДПМН, значи мостот што СДСМ го изгради претходно е 3 пати ветуван од Коце Трајановски и не е изграден. Пред 4 години беа ветувани 6 кружни текови во Аеродром, ниту еден не е изграден. 3000 нови паркинг места, ниту еден. Велосипедски патеки на секоја споредна улица, ниту една не е направена. Нашата програма нема нереални ветувања, ќе има велосипедски патеки, особено во делот на Стар Аеродром, каде што дозволуваат условите. Многу е битен јавниот превоз да биде ефикасен, за да може да тоа биде да го растерети сообраќајот и секако да создадеме услови да не мора секое второ семејство да има по 2 или повеќе возила и на тој начин да го згуснува сообраќајот. Да, Јовановска. Сообраќајот, гужвите во сообраќајот не измачува сите, особено учениците кога одат на училиште, луѓето кога одат на работа. Додека се изградат надвозници, кружни токови, улици, булевари, додека се прошират, во моментов сметам дека треба да се направат конкретни чекори за да малку од малку се олесни движењето, посебно во оние клучни раскрсници и временски периоди, односно да се синхронизираат, односно да се смени динамиката на семафорите. Ние знаеме дека некаде семафорите траат толку кратко што веќе третата кола останува на раскрсница и настанува хаос, блокада и слично. Сметам дека треба да се вклучи и сообраќајната полиција, барем во одреден период од денот, кога настануваат тие гужви, значи тие два моменти можат да придонесат и да го ублажат овој хаос во одреден период од денот и на одредени раскрсници или места каде што се прави страшна гужва. Исто така, поврзувањето Долно-Горно Лисиче го имаме во програмата, затоа што ние сме една заедница и Долно Лисиче е општина Аеродром и најчесто, освен за гласање во други случаеви, се забораваат граѓаните од Долно Лисиче. Таму е потребна модерна широка улица со тротоари, со пешачка патека и со велосипедска патека. Но во Долно Лисиче е потребно и едно сообраќајно решение каде што ќе се одбегне поминување на тешки теретни возила, камиони кои што доаѓаат од Драчево, од Студеничани кон Петровец, Трубарево, бидејќи луѓето едноставно не можат да излезат со автомобилите од дворови на улица, децата не можат да одат на училиште бидејќи е страшно небезбедно. Меѓутоа тука може едно идејно решение кое што ќе се направи и улица, мост ќе излезе
надвор од Долно Лисиче, односно помеѓу Долно Лисиче и Горно Лисиче, и ќе се користи како улица која што ќе ги поврзува тие делови и ќе биде улица која што ќе ја користат товарните, тешките товарни возила во интерес на граѓаните на Долно Лисиче и нивната безбедност. Да, добро, јас само да ви кажам дека времето ни е речиси истечено затоа што веќе немаме време ни за одговор од 2 минути. Ви молам сите, ова нека биде последно по 1 минута сите. Ни остана некои теми, но мислам дека еве животната средина многу важно, депониите, загадувањето на воздухот, загадувањето на животната средина. Марковски, повелете. Општина Аеродром е најповеќе загадена од своите соседи, да кажеме од Вардариште кое не спаѓа во општина Аеродром, но ние го дишиме тој воздух, исто така од кисела вода од циментарница, јас сум точно измеѓу тука и тоа најмногу се осеќа. Значи ние од знам ќе поддржиме секоја иницијатива која е во спречување и намалување на загаденоста. Значи исто така решение за овој смет што е по улиците е да се формира јавно комунално предпријатие во општината, значи во влаството на општина Аеродром, кој ќе ги решава овие проблеми кои се гледаме на секој еден чекор каде што поминуваме се веќе неподносни. Да, добро, Ристовски. Вака, јавно комунално предпријатие веќе постои во општина Аеродром. Тоа е за осветлување и за комунална хигиена. Проблемот тука е во испумпување на огромни средства на народни пари на приватни фирми кои притоа не ја завршуваат работата за која се платени. Имавме во неколку случаи ангажман на приватни фирми кои не ги видовме на терен воопшто. Меѓу другото, имаме околу 100 сезонски работници кои се по договор на дело пријавени и нормално со таков договор нема ни желба за работа. Ние имаме во план да реконструираме целото јавно предпријатие, секој дел од општината да си добие свој тим на сезонски работници, ќе се има одговорен, ќе имаме план на работа на дневно, неделно и месечно ниво. Тој план секој може да го види. Луѓето што ќе бидат одговорни мора да се извршуваат работата. Да. И меѓу другото, сите сезонски работници планираме да ги примиме на неопределено работно време. Благодарам, Илиевски. Вака, значи, прво, ние би инициирале враќање на сите паркови да бидат во надлежност на општината. Исто така, парковите и зеленилата во општина Аеродром мора хортикултурално да се уредат, не да бидат само ливади и со исушена трева. Исто така, кога се коси тревата, тоа е мал проблем што реално лесно може да се реши. Треба да се земат машинки што ја собираат тревата, што не со тримери па да останува да пожолтува. За наводнување може да се користат постојаните бушотини, кои што се веќе таму со техничка вода за да не се оптеретува водата на граѓаните, особено во летните периоди кога е во оскудна количина, каде што нема треба додатни бушотини да се направат и исто така мора да се набават камиони за перење на улиците, пошто порано се переа со тие стари камиончиња, тамчиња, нешто имаше. Сега нема такво нешто, улиците се едноставно кажано се прљави. Да, благодарам. Тоа е тоа. Ристовски. Бидејќи одржувањето на хигиената и чистиот воздух е еден принцип функционира по принцип на сврзани садови, тука е неопходна интензивна соработка меѓу општина Аеродром и град Скопје и јавното комунално предпријатие на Аеродром и комунална хигиена, паркови и зеленило во град Скопје. Тоа подразбира реформа на јавното комунално предпријатие во Аеродром, подобри услови за работа на работниците, подобра опрема, зголемени плати, што ќе значи зголемен интерес за вработување на луѓе, бидејќи се соочуваме како општина со недостиг на кадар кој што ќе ја одржува хигиената, задолжително чистење и редовно чистење на дивите депонии, потребна е комунална полиција на град Скопје, му е неопходна комунална полиција што ќе значи санкционирање на расфрлањето на отпад секаде во делот на воздухот.
нудиме и субвенции кои што ќе значат енергетски ефикасни објекти, кои што ќе значат користење на субвенционирање на користење на велосипеди и така натаму. Да, добро. Јовановска. Редно е општина Аеродром во интерес на граѓаните, на купувачите, на продавачите да се затвори прашањето со затворен зелен пазар. Тоа прашање остана нерешено и време е во овие 4 години да се реши како проблем. Исто така безбедноста на граѓаните, пред се на децата е многу важна. Потребни се редовни средби јавни со началникот на полицијата, командирите, родителите, наставниците кои што ќе се одржуваат редовно во училиштата, бидејќи знаеме дека во општина Аеродром веќе имаме, би рекла, пороци кои што се некаде, да не речам на секој чекор и се опасно за децата кои што живеат во Аеродром. Исто така, многу е важно лицата со посебни потреби да бидат поддржани и да им се олесни животот со тоа што треба да се види каде фалат, недостасуваат да се направат пристапни рампи, влезови секаде за да им биде се достапно. Општината е богата, може да купи и возило или возила кои што ќе ги превезуваат со колички до неопходните места како што е на пример на лекар за да го остварат своето право на мобилност или туѓа нега. Исто така Добро, само се извинувам, немаме, знам дека вие сте искусна во дебати, знаете да искористите време, но за жал немаме веќе, бидејќи потоа имаме реклами кои мораме да ги пуштиме. Почитувани, ви благодарам на сите за учеството во оваа дебата. Видоа жителите на општина Аеродром што нудите, за што се залагате, ви благодарам уште еднаш. И почитувани, ви благодариме и на вас што го следевте Студио 10. Останете со програмата на телевизија 24.